Добар ден и убав ден, почитувани наши. Добар ден и денеска од нашата емисија Гответе со Дракче и Канал 5 телевизија. Денеска исто така сум си расположена, милозвучно ми е се во душичката, затоа што кога ќе се спомени источниот дел на Македонија, јас си цветам како ова цвекенце овде пред мене на нашата масичка. Верувајте ми дека и денеска си имам посебен гостен со кој што ќе направиме интересен рецепт, кој што многумина од вас го прават, многу прават во повеќе варијанти, но и денеска ќе се обидеме да направиме убав рецепт кој што ќе си го вкусите на крај и ќе се разбира, ќе ви биде задоволство и како ручек, и како доручек, и навистина интересно за нас. Ги поздравувам сите нашинци ширум светот, сите оние кои што ја следат оваа емисија и многу пати кажувам дека имам редовни гледачи кои што се во Холандија, во Франција и во Нов Зеланд, иако по потекло се од нивната земја, но нивните сопатници се од Македонија и постојано велат си ја чекаме Дракче. Така, мене ме радува кога ќе ми пишате или пратите фотографии дека сте пред малите екрани. Затоа, ширум светот, каде и да се наоѓате и ја сакате оваа емисија, моите бакнежи одат за вас. Многу бакнежи и гушкање се и за нашите постојани гледачи или нашите редовни гледачи од нашата ни милна Македонија, па затоа си ги поздравуваме и понатаму да не следат. Не пропуштајте ги и репризните изданија кои што се во сабота и недела и се разбира нашиот YouTube канал Гответе со Дракче, рецептите кои што сте ги пропуштиле, можете да си ги пронајдете или вашите омилени ликови кои што ги пропуштивте кои беа наши гости, да си погледнете на YouTube каналот. А денеска исто така ќе си повикам наше познато момче, кој што многу убаво пее, убаво изгледа, реков од нашиот источен регион, ни доаѓа од градот Штип, познати како Браво Бенд и јас си го повикувам Кире, тој вели секаде одам јас. Ајде Кире, повели, добре ми дојде. Здраво, добро те најдов. Многу ме радува што денеска ќе реализираме една убава емисија со песна. И муабет за тебе лично, за твојот бенд, и ќе направиме проја, која што ја сакаа сите, нели? Јас ќе асистирам, да. Така, многу ме радува, повели од оваа страна. Тука јас вообичајно си стојам до мојот другар Шпорет, за да ми биде полесно. Јас те гледам редовно. Редовно, знаеш, нели? Така, Кире, додај ми ја само јајцата кои што јас сакам да ги скршам. Ете така. За да тебе ти доделам ноже за празот да ми го средиш. Ете, започни, па ќе си правиме и муабет и ќе си работиме јас и ти двајцата. Имам искуство јас со вакви работи, да. Ете, така ме радува. Кажи ми, ајде за гледачите кои што прв пат може би следат, да ни кажете колку време постои бендот, да ги поздравиме сите членови. Браво Бенд постои 22 години. Ете така. Јас сум дел од Браво Бенд веќе 15-та година, значи цели 14 ќе бидат во декември и започнувам 15-та година во Браво Бенд. Сепак тоа се години, не е играчка, нели? Да. Искуство. Наскоро ни е еден убав јубилеј 25 години, ќе издржиме се надевам уште 3. Ќе се спремиме добро и ќе го одбележиме. И јас чекам убави песни, убави видеозаписи, вреди да се видат. Па ние се трудиме, функционираме така. Снимаме и преработки, работиме. Сега тоа е модерно е да се направат преработки, но како што велиме, нели, да се направат во оној убав стил како што доликува, да не бидат унаказени. Така, нели? Да. Добро, ние имаме специфичен звук како бенд. Имаме автентичен звук и кога ќе преработиме некоја македонска песна, тоа повторно звучи во некој наш стил. Убаво. Уникатно, да. Уникатно. Да. Браво, Кир. Така треба и убаво. Не дека сте од Штип, како велам ја, како се шегувам јас многу пати, нели, Штип е предградието на мојот град Виница, што јас така си го сакам, нели, тој мој регион. Па ние често свириме и таму, нели? И ја вртиме цела Македонија со нашите настапи. И настапи, и свадби, и секакви прослави семени, така да постојано сте барани. Ето така, браво. Дали е добро во? Одлично, браво. Дури може и покрупнечко, не се грижи. Не мора да е толку ситно, добро. Да, во самата проја, да го вкусат. Вака,
Како за салатка го правиш? Сега, Мераклиски. кога ќе ме видат дома, Аха. ова ќе биде веќе моја задача. Твоја задача за да го спремаш, па не е тешко, нели? Не е тешко. Па и за оние кои што ги сакаме, ништо не е тешко. Јас велам, луѓето треба да си се подржуваме. Јас постојано сум заложен дома за салати. Така? Салатите јас ги Браво. правам, да. Одлично. Ете, значи не е ништо тешко кога се сака и рековме кога се прави за саканите дома. Да продолжам уште? Можеш, Цел? да. Да биде Добро. повеќе. И со сиренце ќе имаме, но еве и празот да биде како основица, ова ја нарековме да биде проја со прас. Ете така. Добро. Одлично. Добро што не е кромит, јас погостојано се шегувам, Ти не викам, се ајде, озаточите. ајде, пред да почнеме со кромидот, да отпеете една песна, а сега, Кире, ти, празот откако ќе заврши, па ќе те барам да ми пееш. Готово? Ете така, за да биде песната убава. Кажи ми ти, Да ти кажам искрено, негуваш прв пат ќе пеам вака. Вака со готвени, Да, а може би дома не пееш? Дома обично си слушам музика. И јас си подпевнувам дома кога си готвам. Јас си слушам. Си сакам вака, ми е Секој викенд настапуваме и преку неделата се трудам да го одморам грлото малку, Така? да бидам И си спремен за слушаш следниот музика. викенд. Да. Само немој на слушалки. Јас кога ќе видам, постојано децата сакаат тоа, нели, слушалките на уво и да работат, колку и да си викаш, никој жив не те слуша. Можеш само да одидеш и да допреш. Тука сте. Добро. Да, тоа е со помладата генерација. Да. Пример, мојот син, кога ќе игра со другарите, ќе ги стави слушалките, и они занесени во играта, тој ќе вика, ќе дигне куќата во воздух. Така. Да сите Не е ни млади свесен така, дека е гласен, да, така, да. дека е гласно опуштен. Добро. Ајде. Добро е? Одлично. Одлично, чекам да завршиш уште две, овие доволни се. Добро. За да ни запееш. Јас Готово. полесно да ми иде ова матењето тука. Еве. Добро. Браво, Кире, супер ги среди. Да ти додадам малку да си забришеш Може, да. рацете. Ајде, колеги, бараме песна, а потоа ќе ја коментираме песната. Добро. Ете така. Да заспијам, душа да одморам, ноштом очи затворам, те здогледувам, со таа срекна насмевка го држиш него под рака. Душа ми се кине, пак јас умирам, сите зборови што ги рековме, во безтрага ко ветрот да ги однесе. Сватиш може би кога тој ке те повреди, штом песнава на мене ке те подсети. Другари, чашата ја дајте да се напијам, свирачи мојата до таска да ја запеам, но ква до зори лудувам, тага да ја убивам, штом моја веќе не, да не полудам. Другари, чашата ја дајте да се напијам, свирачи мојата до таска да ја запеам, но ква до зори лудувам, тага да ја убивам, што моја веќе не, да не полудам. Мене минуваш, пред мене седнуваш, пред сите повторно ко ангел ме погледнуваш, со тие очи немирни ми крадеш погледи, повторно срце да ме боли, пак да умирам. Другари, чашата ја дајте да се напијам, свирачи мојата до таска да ја запеам, но ква до зори лудувам, тага да ја убивам, што моја веќе не,
дајте да се напијам, свирачи мојата до таска, да ја запеам, доква до зори лудувам, тага да ја убивам, што моја веќе не, да не полудам. Чашата ја дајте да се напијам, свирачи мојата до даска, да ја запеам, доква до зори лудувам, тага да ја убивам, што моја веќе не, да не полудам. Ова е хитовска песна. Ова е најновата. Ти честитам, браво. И Благодарам. јас мислев си отпел на Макфест, но ова ти и Не. без фестивал, еве колку убаво звучи. Супер. Штета што не била на Ова ни е најновата песна. Излезена е пред месец дена. Веќе ни ја пеат на нашите Браво, настапи. значи Да. јас имав Влегува ексклузивно во уво, право оде да се слушне и да се запее со тебе. Да, во живо, да. Навистина убаво звучи. Кире, која правеше песната? Музиката и текстот се мој. Браво. Песната е моја. Одлично. Аранжманот е на Дејан Ѓоргиевски Дзене. Во овој пат, еве, го поздравувам јавно. Кај него во студио ја снимивме. И тоа е тоа. Убава песна сте скрчкале. Многу убаво звучи. Замислата беше заедничка на бендот. Јас им ја представив песната. Повеќе време ја имав како текст спремено, Така. но немав музика. И така на една проба им ја кажав идејата мелодиска. Малку Ти дојде самото од себе. па Да. да, кога решивме дека треба да снимиме нова песна и така. Знаеш ја дека направив. навистина убаво звучи, баш фестивалски, некако и медитерански, баш шема за лето. Одлично. Песната е некој фјужен, пошто Браво. на нашите настапи може да се слушне секаква музика. Така. Од македонско народно до Музиката е рок-н-рол. безкрајна, така да... И така и песната, во неа има и фолклорни елементи, има и поп. Тоа е тоа. Да, одлично. Јас овде си додадов ченкарно брашно, пченично брашно, масло, пециво и сега ќе го додадеме празот. Ти ќе ми додаваш Добро. помалку. Таму треба. Така, да. Готово. Со ножето. Еве, готово, готово. И потоа ќе ми исецкаш од сиренцето за да додадеме и да ја ставиме на печење. Готово. Браво. Еве како со музика се е лесно и со другар. Муавет, да. ред муавет, ред работа. Добро. Добро. Еве. Можеш половината од сирењето, Ова. така Добро. да ми го исецкаш и ќе ми го додадеш. На ситно или Па оно само се крши, како ќе се искрши веќе Добро. сирењето и овде со маталката јас ќе го притиснам. Тако е малку меко, го бараме специјално за пројата да биде добра. Одлично. Одлично. Не, Еве. додај го јас и со маталката, Готово. тука ќе го притиснам. Еве. Само ми треба да се избриша. Ќе се измиеш додека јас сето ова го може така. матам, ти ќе слободно можеш да се ги измиеш раците. Еве, Затоа готово. што ќе ми пееш пак. Да. Благодарам на асистенцијата. Ете така. Одлично. Ќе си ја поставиме. Отлично. Браво. Убаво ни одеше до сега со песна и дружба. Убаво да дојде. Одлично. Сега ќе ја сипам јас во плекчето, а потоа ќе ја додадеме сусам. Да ги запришам рацете. Одлично. Опа. Ете така. Веќе е подготвено, браво. Мрзим
Кад се не јавljаш, чутање ме опијаш, отров тече ми кроз вене. И док са мном ратуеш, пратим кога лајкуеш, скоро свакот осим мене. Најближи е неко, ко ти е далеко, с нама увек лоше крене, кад си поред мене, не чу да нас веже, љубов преко мреже, љуби ме по врату, док ти шапчем речи нежне. Теби гори Инстаграм, а ја куќи седим сам, гледам како губиш време. И док са мном ратуеш, пратим кога лајкуеш, скоро свакот осим мене. Најближи е неко, ко ти е далеко, с нама увек лоше крене, кад си поред мене, не чу да нас веже, љубов преко мреже, љуби ме по врату, док ти шапчем речи нежне. Најближи е неко, ко ти е далеко, с нама увек лоше крене, кад си поред мене, не чу да нас веже, љубов преко мреже, љуби ме по врату, док ти шапчем речи нежне. Љубов преку мреже. Да. По телефон, значи, разговарање по телефон или преку Скайп? Па тоа веќе е и во минатото, да ти кажам право. Веќе Сега ново има. Месенџер, Да. Инстаграм, така нешто. Така, сега се по-модерно време и по-модерни навики. Ама како веш, баш она што сега се случува, лајк на секого му додаваш, но мене не. Така? Така е, да. Вика, се гледа, се регистрира. Песната ја направивме заедно со Сале Тропико. Оваа песна и предходната, пред оваа што ја правевме, Катаклизма се вика, ги издадовме за српскиот панзар, преку Така. Гранд продукција. Добро ни помина, иако се на српски, и овде кај нас не ги знаат. Без оглед, многу пати е кажано и пак ќе повториме дека музиката нема граници. Точно е тоа, да. И секоја добра музика, па и од каде да доаѓа, и од тангузија, наречено нели народски, ако е добро и добро е за увод и да се слуша, сепак ќе се слуша. Ако е и наше, а да не е добро отпеано, нема, Точно така, да. нема зошто да се пее. Кажи ми ти, како си ги чувствуваш повеќе овие забавните песни или Па народните? да, искрено, јас имам повеќе, како да кажам, повеќе уживам кога ќе свирам нешто забавно, затоа што и цел живот тоа го правев, но тоа не значи дека не ја чувствувам македонската фолклорна музика. Значи тоа ми е во крвта, сигурно. Па и оваа забавната е наша македонска, не? Да, меѓутоа народното е тоа што го имаме во нас. Така. Задоени. Таа седмосминска пулсација, сите ја чувствуваме. Задоени уште мајките кога не нишаат и си пеат нани Димчо. Па, иако свирам бас гитара, Браво. Мој прв инструмент е хармоника. Така? Кога сум бил многу мал, ми поклониле една мала зелена хармоничка и на таа на неколку години сум свирал, 4-5 години сум бил. Знаеш, Кире, дека порано размислува дека оној кој што ќе носи хармоника лесно може да направи забава. Но исто така и со гитарата се прави забава. Па јас тоа со гитарата Битна го е правам, да. личноста, битна е личноста колку умее тоа да го направи, да направи шоу, нели, Да. од сето она што го Посебно на седенка на маса со Да. друштво. сака да им запееш така Да, некоја. секако. Да. Некоја наша така староградска. Па со моите другари си имаме ние. Така. Кога ќе се состанеме, кога Па ќе си чија си, седнеме. па од каде си? Па да, да. Нели да. Седенка без такви песни не оди, нели, љубовни да. песни, мераклиски, кои што се вели. Го подкотвуваш и твојот самостоен албум, така?
Не, јас се уште... Се со групата, комплетно, со бендот. се правам заедно со Браво бенд. Порано вадевме цели албуми, но сега во последните 10 години повеќе трендовски е да вадиме синглови. На нив ќе им изработиме убави видеа. Сите видеа на последните неколку песни, 5-6 песни се професионално изработени. За да не чека една песна, 10 песни да се создадат. Тоа е наше мислење. Ако сега издадеме, ако извадиме 10 песни, тие ќе бидат неприметени. Така е. Денешното време е многу брзо и тоа би траело само недела, две, можеби месец дена еуфорија и после тоа песните нема ни да бидат ни приметени, ни слушнати. Затоа порано имало тие сингл плочи. Па да, да. Па и пеало. на истиот начин и сега. Ќе извадиме една песна, ќе посветиме месец, два, три внимание да биде достапна, да можат повеќе луѓе да ја слушнат, да се потрудиме да тоа да биде прифатено и ако може да стане еден нов хит. Браво. Па добро, така си чувствувате, како велиме, темпо на работење на бендот. Да ги поздравиме, ајде поединачно сите, да не ни замерат. Јас нема да ќе ги погрешам, ама ти колегите не, сигурно. Значи Драган Младеновски труба, така. Дејан Младеновски бубњеви, Мирослав Милковски клавиатури, знае некојаш на свадби и хармоника да извади. Така. И Александар Трајанов гитара. Браво. Тоа се сите членови, сите членови на бендот кои што се вика Браво бенд. Да. Дзирнав додека ти ги кажуваше колегите да видам докаде е почнала вака убаво пројата, да ни мириса веќе и да биде готова. Затоа јас ке барам уште еднаш песна од тебе, трета песна, за да ја слушнеме и подобро да ми пече шпоретот. Добро. Знам после се, залудно е, јас да се надевам на тебе, на срце во жиг, од мене си дел, но за нас нема ден. Не дадов не од себе се, и сега е предоцна, зар не? А се уште си, мојото милен стих, оно што душа ми милува гали. Од сите и од се се губам без тебе во овој глупав свет. Љубам повеќе од сите и од се ме гори како крев. Извини ми за се. Оддалеку те гледам, не сум јак, губам твои пагам како сенка врз моето срце од возбуда. Од најдобри пријатели, сега непријатели, згаснало на златниот сјај, а се ми таја за тебе, да си тука секој ден. Те љубам повеќе од сите и од се губам без тебе во овој глупав
за се. Ова, прости ми душо моја. Ова ја направивме на два јазика. Имаме и српска верзија и македонска. Македонската Интересни се вика зборови има. а српската да љубим. Па така. Приказната е слична, но не баш иста. Па добро. Иста мелодија, а различен текст. Текстот, може би зборовите не се совпаднува, македонските и српските. Искрен да бидам, кај нас за едно исто нешто треба малку повеќе зборови. И попевливо. Па да. И попевливо, некако македонскиот јазик бара малку попевливи зборови кои ќе се уклопат во текстот. Иначе српските полесно се вклопуваат. Па мислам дека со помалку зборови успеваат. Така, Да кажат се. Ете тоа е тоа, затоа имаат и многу хитови можеби, затоа што лесно ги прават. Попече зборови кои што ќе се совпаднат, добра музика, добар аранжман и веднаш станува хит. Добро, и машинерија се тие работат многу на се, како што се вели, што значи продукција. Кире, тука ќе го барам рецептот на денот, а потоа ќе правиме чај. И да видиме до каде е нашата проја. Важи? Важи. Ете така. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Проја со прас, 3 јајца, 400 мл кисело млеко, 100 мл масло, 150 грама пченкарно брашно, 150 грама бело брашно, 1 пакетче прашок за пециво, 1 страк прас, 100 грама сирење, 1 лажиче сол, сусам за поросување. Ете, сето тоа нам ни беше потребно и многу песна и многу позитивна енергија за да направиме една убава проја. Кире, ти благодарам што ти го направи чајот. Додека јас читам рецептот, ти благодарам од се срце. Но знаеш што? Некако не сум рад, не сум мирна, додека се пече уште пројата. Јас барам уште еднаш да ја слушнеме таа твоја нова песна, некако многу ми се допадна и те враќам на бис. Се надевам и ни другите им се допаѓа. Вака влегува, веднаш рефренот влегува во уво. Да. Ќе ја слушнем. Ете, едва чекам. Заспијам, душа да одморам, ноштом очи затворам, те здогледувам, со таа срекна насмевка го држиш него под рака. Душа ми се кине, пак ја сумира, сите зборови што ги рековме, во безтрага ко ветрот да ги однесе. Ке сватиш може би кога тој ке те повреди, што песнава на мене ке те подсети. Другари, чашата ја дајте да се напијам, свирачи мојата до таска да ја запеам. Но това до зори лудувам, да га да ја убивам, што моја веќе не, да не полудам. Другари, чашата ја дајте да се напијам, свирачи мојата до таска да ја запеам. Но това до зори лудувам, да га да ја убивам, што моја веќе не, да не полудам. До мене минуваш, пред мене седнуваш, пред сите повторно ко ангел ме погледнуваш. Со тие очи немирни ми крадеш погледи, повторно срце да ме боли, пак да умирам. Другари, чашата ја дајте да се напијам, свирачи мојата до таска да ја запеам. Но това до зори лудувам, да га да ја убивам, што моја веќе не, да не полудам. Другари, чашата ја дајте да се напијам, свирачи мојата до таска да ја запеам. Но това до зори лудувам,
те да се напијам, свирачи мојата до даска, да ја запеам, но това до зори лудувам, тага да ја убивам, што моја веќе не, да не полудам. Како вели, што моја не, да не полудам. Ама ние чај пиеме, не бараме ракија. Да. Ова убаво мириса. Јас видов дека веќе сме пред самиот крај. Јас целата ќе си мирисам на проја сега. Добро. Кире, гледај, што сме направиле. Ремек дело. Супер. Преубаво. Како на сонце печена. Браво, браво, браво. И вкусно мириса, и убаво изгледа, и со убава песна, и убаво дружење, се си дојде под контрол. На место, да. Сега дома, знам дека денес не е, ама утре, на менито, во семејството, Кире ќе прави проја. Сигурно ќе биде многу интересно на мајка ми. Така? Кога ќе ме гледа, да. Да, ќе рече, ајде сине, ништо дома не фаќаше, а сега таму помагаше. Да, така е, да. Добро, ако нели мајките секогаш ги заштитуваат децата, но треба по нешто и да се знае. Кога е човек Така е, да. Дома, кога сака да направи некој изненадување. Па веќе и ние сме родители, така да ние им спремаме на нашите дечиња. Па треба, нели? Да. Треба. Кога Тука сме можеме? пред самиот крај. Јас искрено ти благодарам за убавата енергија. Ти благодарам што одви од твоето време да дојдеш заедно со мене и со нашите гледачи да направиме една интересна емисија и една убава вкусна проја. Благодарам на поканата. Ми беше мило што дојдов и ги презентиравме и ги испеав вака на плейбек песните на Браво Бенд. Браво Бенд, ве поздравувам, ама баш сите. Сите и ви посакувам многу успеси. Тука сме на самиот крај и мојот шпоред веќе си сигнализира. Или готово е се под сама контрола. Драги мои, па на минути нели го оставам, можеби една минутка порано веќе излезе рецептот на маса. Ве поздравувам и ве посакувам секое добро и ви велам, ве сакам, се гледаме.